Здраво на сите! Јас сум Оливер. Во почетокот на една убава недела, каде што се празнува Воскресението на Господ Исус Христос, како координатор на тимот за славење Шалом во Христијанската црква Блага Вест во Република Македонија, би сакал да дадам краток осврт на славењето. Славењето на Бога го гледаме секаде низ Светото Писмо, како во Стариот, така и во Новиот Завет. Например, кога се родил Исус, ангел Господов им се јавил на пастирите кои ноќевале во полето и ми објавил радосната вест. В часот, ангелот му се придружија голем број ангели од небото, кои го славеа Бога пеејќи. Лука 2:13. Уште еден пример имаме токму на последната вечер. Имено, кога Исус им кажа на своите ученици дека ќе биде предаден и што го очекува, во Матеј 26:30 читаме: И откако испееа благодарствена песна, излегоа на Маслиновата гора. Од тука гледаме дека Исус дури изнаечи дека ќе биде предаден, тој испеа благодарствена песна, испеа псалм. Од тука можеме да видиме дека Господовото име треба да се слави дури кога знаеш дека ќе си предаден, кога знаеш што те очекува. Всушност, славењето на Бог треба да биде постојано. Имено во Откровение 5:11 и 12 читаме: Во моето видење понатаму чув песни од многобројни ангели собрани околу престолот, околу четирите суштества и околу старешините. Бројот на ангелите беше многу милиони и тие пеа громогласно во хор. Јагнето што беше убиено е достојно да добија власт, богатство, мудрост, моќ, чест, слава и благослов. А знаејќи дека Царството Небесно е вечно, тоа значи дека вечно треба се слави името на Исус. Затоа ве повикувам во овие денови секојдневно да го славиме името на Бога. Има толку многу прекрасни песни за славење, но да пееме од душа, со радосно срце, да го повикуваме Неговото име во било каква и ситуација да се наоѓеме, бидејќи пишано е: Повикаме во тежок час и јас ќе те избавам. Што значи, иако си во некоја тешка ситуација, Бог ќе те избави. Додека го славиме Бог, ние пееме песни кои што се Божјо Слово, кои го воспеваат и во величат Бог. Но на тој начин се креира тронот на Божјата благодат, од кој што врз нас се излева Божјата љубов, милоста, благословите и Божјата сила. А таа сила, излевајќи се врз нас, кој исцелува целото наше тело, дух и душа, не ослободува од прангите и оковите, ги руши упориштата на сатаната, зашто Божјото Слово е меч со две острици, кои пребива длабоко во нас, до нашите најдлабоки мисли и намери на нашето срце, до сршта на нашето битие и ги соголува нашата душа и дух. Верувам дека со ова моје кратко обраќање потикнав кај вас желба да се слави името на Бога. Ви посакувам убав ден во името на Исус. Поздрав!